Земјата престане да се врти во круг. Семејството е основна клетка на секое општество и темелот врз кој се гради секој човечки живот. Тоа не е само заедница, туку првата и најважната средина за правилниот развој на детето. Во семејството, детето го гради својот идентитет. Тоа учи како да им верува на другите, како да се справува со светот околу себе. Семејните љубов и стабилност се незаменливи во оформувањето на здрави, самоуверени, одговорни млади луѓе. Изјави националната директорка на СОС Детското село Јулијана Гапо по повод Меѓународниот ден на семејството 15 мај. За жал, статистичките податоци во Македонија покажуваат дека околу 8000 деца во државава се наоѓаат во разни ризици. Во пресрети на нашиот 25 годишен јубилеј, 25 години работа, размислувавме како да пренесеме една гласна порака, бидејќи со текот на годините ние станавме гласноговорници на децата, каква да биде таа порака. Сакавме да биде силна порака и така дојдовме до идеја да се направи една песна која што ќе чуете од Харе, можеби дополнително како судбински се споја нашите енергии со многу ентузијазам, со многу труд и искреност се направи овој проект. Ние како организација во моментот поддржуваме 86 семејства со 160 деца без родители и родителска грижа, 4 младински куки со млади деца без родителска грижа, околу 30 и 52 биолошки семејства каде што децата се во ризик да останат без своите родители. Нашата приказна почна во 2000 година, 2002 година влеза првото дете во СОС Детското село и тогаш првата соза претворивме во насмевка. Денес, после 25 години, над 5000 семејства, деца, млади и така натаму, многу големи насмевки. Така да денес и утре, по повод 15 мај, заедно со поддршка на сите кои што учествуваа во овој проект, значи сите естрадни уметници, Гуру Харе, со вас медиумите, ќе сакаме да го обоиме утрешниот ден со многу насмевки, да допреме до многу срца, бидејќи сакаме да испратиме порака дека ниедно дете не заслужува да расне само и секој дете заслужува семејство. Се чини дека во последно време, почесто и повеќе од кога и да е порано, имате разни пиар активности со цел СОС Детското село и неговите штитеници да станат повидливи, а сите ние да станеме посвесни за нивното постоење, но воедно и за можноста да придонесеме и да помогнеме за подобро детство на дечињата од СОС Детско село. Колку успевате да го постигнете тој и колку на вистина кај сите нас се менува полека свесност? Па да, во право сте. Од една страна е убаво што постојано сме повидливи, погласни, имаме поголем број на поддржувачи и можам слободно да кажам дека станавме организација која што има најголема доверба во граѓаните. Ако ви се верува, во моментот имаме над 5000 граѓани кои што не поддржуваат на месечно ниво и донираат за СОС Детско село, но од друга страна тоа е така затоа што потребата постојано расте. Значи, потребата за поддршка на деца и за згрижување на деца без родители постојано е поголема и поголема, иако можеби тоа би требало да биде во обратен правец, меѓутоа за жал е тоа така, и заради тоа ние се обидуваме да бидеме што погласни, да ги вклучиме сите во ова наше огромно движење, бидејќи сметам дека навистина станавме движење со огромни поддржувачи. Дури ќе кажам сега во моментот дека пред малку кога слушнав и Харе кога рече ние од СОС Детското село. Значи секој ден имаме нов поддржувач и тоа е многу важно, пред се заради децата. По повод Меѓународниот ден на семејството беше најавен и првиот медија Takeover Day во државава и премиера на хуманитарната песна Насмевка, создадена од Игор Атанасовски, Гуру Харе, со поддршка од 10 македонски музички звезди. Како што се раѓаат најубавите работи, посебно насмевките кои се толку потребни и драгоцени во ова денешница, се случи, не знам, ако кажам случајно, ништо случајно не постои, така ни ова. Требало да се случи токму сега. Се поврзавме со тимот на СОС Детското село. Самата цел
Значи, за кој е правена песната, ме поттикна, едноставно влегувам во еден период во животот кога да давам нешто, да вратам кон општеството, го чувствувам како голем комплимент, како дар, свој дар, како јас да примам, и не можеше да се случи поубав повод. Токму 15-ти денот на семејството, организација каква што е СОС, организацијата Детското село, тимот на музичари кои ги собрав, значи се споија сите работи, едноставно сакаше да се случи насмевката. Како реагира колегите, музичарите, кога дојде поканата и кога дознаа за насмевка? Значи, најискрено да кажам, ниту еден не се двоумеше нити минута, нити миг, кога им кажав зашто ја правам песната, харе рачунај ме мене, сите прифатија веднаш. Потоа дознав во дневарзан разговор дека многу од нив се и донатори во Детското село, онака тивко, ненаметливо, како што впрочем и треба да биде. И онака се отповикаа сите што ги поканив. Едноставно немаше место за уште толку, ке требаше да допишувам нови строфи. Приказната на СОС Детското село трае близу 25 години. За сите овие години поддржани се над 5600 деца и младенци. Во моментов, институцијата поддржува 86 згрижувачки семејства, во рамки на кои се сместени 158 деца, исто така 4 младенски куќи, програма за млади, каде се згрижени 28 млади на возраст од 14 до 18 години и 52 биолошки семејства, во чии рамки има 152 деца преку програмата за позитивно родителство. Во Македонија има вкупно околу 380 згрижувачки семејства со 660 корисници.